Пред премиерата рековте дека тоа бил еден убав процес на градење на самата представа. Кои се тие толку нужни компоненти кои што ја делат една представа од друга, еден процес на градење од друг? Што беше овде тоа што ти даде такво чувство и колегата Костангов го сподели истото, па и режисерот? Што беше клучно? Како се разликуваат процеси од процеси? Така. Колегата Коста Ангов и јас заедно имаме студирано на факултет. Не има учено ист професор по актерска игра и сите други професори ни беа исти, што значи театар. Имаме многу играно таму заедно. Кога се вративме исто имаме многу играно тука на нашата матична сцена. Имаме веќе и посебно искуство со дуодрама пред 10 години, станува збор за Каминот од Маргарит Минков. Така да се разбираме што е одреден поим, не треба многу да објаснуваме за одредено нешто, што значи, многу полесно се разбираме, полесно комуницираме, имаме исти критериуми за одредено нешто, квалитет, неквалитет. Имаме ист сличен, сега зборувам иста, можеби не е ист стремеш кон одредено нешто, затоа што имаме ист професор кој не учел што треба да се достигнува и како треба тоа да се прави. Во целата оваа слика, која сега ја доловувам некако на гледачите и на вас, се вклопи режисерот, кој имаше исти критериуми и принципи на работа со нас. И едноставно сите бевме таму за да твориме. Немаше никаква друга енергија сега, ајде нешто, да зборуваме за нешто друго, за да доловиме нешто трето. Значи, сите бевме тука некаде да се најдовме, да, и со енергиите се најдовме. Секој процес има некакви проблеми, но ние некако како да лепдевме над нив. Тоа беше многу убаво и посебно. Не се впуштивме до проблемите. Тоа како се едно море, има многу, некогаш е мирно, некогаш има плими осеки, некогаш има големи бранови, а ние како да сурфавме така лесно ги надминувавме затоа што целта ни беше нешто сосема друго. Така. Нашето време не беше предодредено да го дадеме за решавање на проблемите кои и без нас и со нас ќе се решат. Туку нашата цел беше да иствориме ова наша представа, нашиот момент, што ние ќе кажеме сега, како ние ќе го направиме тоа. И енергијата и времето ги користавме повеќе за да искреираме нешто ново, нешто интересно, за да разговараме повеќе за како може да биде поубаво или како може да биде поиздржано. Расправите беа повеќе за тоа, да. Има ли секоја изведба следна креација на Лизелота? Еве имавте генерална проба која што исто така нели е многу така со публика. Еден вид представа, еден вид пред премиера да речеме, да, нели? Да, штом влезе гледач, внатре те гледа, тоа е представа, ти играш театар. Поинако е така е. Ја имавме премиерата, имавме и втората изведба официјална. Што се менува кај Лизелота од игра во игра? Колку таа повеќе легнува во тебе? Што и даваш ти на сцената дополнително? Па тоа би можело да го разговараме малце после можеби втора, трета, пета изведба. Што е многу потребно, тоа разговарав и со управата пред некој ден. Потребно е континуитет на играње за да може една представа, било која, да може убаво да си легне и да си го исполнува целосно просторот кој го поседува, да се развива, затоа што ова е жива материја и се развива. Си има одредени граници, рамки, контури, но да си се развива, да си се шири во сите страни, да си го исполнува просторот. Сега, има разлика секако од првата изведба пред публика, зборуваме за генералната, зборуваме после за премиерата и за првата реприза. Има, значи, огромна разлика. Првата беше
прв допир со публиката. Ти не знаеш како ќе реагира на одредени моменти, веќе таа е дел од представата публиката кога реагира. Ти е жива, го чувствуваш флуидот, ја чувствуваш енергијата. Не е исто како празен салон и кога ќе ти влезе публика која пулсира и ти ја слушаш, па комуницираш со неја, почекуваш таа да се стиш, па другото да дојде, за тоа време ти го креираш, го исполнуваш твојот лик. Другата публика е која дојде на премиерата сосема поинакво беше повеќе, пополна сала, по друг вид на публика. Генералната публика и премиерната публика е различна публика. Може да кажам дека генералната публика, публиката која доаѓа на генералните проби, е секогаш публиката која многу сака да гледа театар. Тоа е вашиот предизвик всушност. И првата критика на колегите, тоа ми е многу убава публика, многу си ја сакаме таа публика. Веќе на премиерата доаѓаат наши блиски, пријатели и оние кои што сакат само да гледат премиери. Има и таква публика која сака да гледа премиера, за прв пат да ја види представата. И веќе доаѓаат некои по втор пат, веќе на репризи, некои кои не успеале да дојдат пред ген. И така да има и она жива реклама, се зависи колку е рекламирана од уста на уста представата.